Од оние што вчера пристигнаа во хотел, за жал, после тестирањето Даниел е позитивен и он отпаѓа од конкуренција. Од оние што треба денеска да ни се приклучат, Кире Ристовски денеска прво треба да направи тест, да видиме дали он е негативен, и Аријан Адеми пријави повреда, односно на загравањето на неговиот првенствен надпревар со Истер осети болки во квадрицепсот, така да после пристигнувањето ќе биде подложен на детални медицински прегледи и после тоа ќе можеме конкретно да знаеме нормално и после тестирањето на сите што ќе пристигнат, дали од она што беше планирано и колку ќе имаме на располагање. Јас се надам дека нема да имаме проблеми од тој аспект и дека оние што се планирани ќе бидат на располагање. Се она што беше фокус и на минатите надпревари, да бидеме максимално сконцентрирани, знаеме против кого играме, знаеме за противникот се, знаеме што носи овој надпревар и максимално мотивирани, сконцентрирани, да го одиграме тој надпревар и да го добиеме за да конечно Македонија се пласира на европско првенство. Па добро, не би го ја нарекол do or die. Ова е нешто што навистина нуди посебни емоции, затоа што ние сме во ситуацијата да на фудбалска Македонија донесеме пласман на европско првенство. Со позитивните резултати кои ги остваривме, се донесовме во таква ситуација и нормално дека сме среќни што сме дел од ова финале, но не планираме тука да застанеме. Ние сакаме да го направиме и финалниот чекор и да се пласираме на европско првенство. Ова е потполно нов надпревар, ова е финале, така да двете репрезентации ќе влезат потполно различно на овој надпревар, така да очекувам да решаваат нијанси, а нијансите да бидат на наша страна.